Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Се потврдува она што СДСМ веќе подолг период го зборува. На Мицковски му се брза за предвремени избори. Со падот на неговиот пријател Орбан почнува распадот на криминалната мрежа што со години ја градеа во регионот. Во Унгарија веќе се најавуваат истраги кои ќе стигнат до Мицковски и неговиот голем брат Вучич. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа. Орбановата медиумска мрежа, сомнителните сделки, тендери, телекомуникацијските и енергетските бизниси поврзани со Орбан, целиот криминален октопод ќе се истражува. Сега имаат уште поголем мотив, стравот од истрагите и одговорноста. Како што СДСМ впрочем со месеци предупредуваше, кога ќе снема пари за тендери и за полнење на джебовите, криминалната организација ВМРО веднаш ќе почне со подготовки на избори. По 2 години власт, Мицковски нема ниту едно исполнето ветување, нема ниту еден резултат, нема решение за економијата, а Македонија е заглавена и со блокиран европски пат. Ветуваше враќање на името, ветуваше поништување на Преспанскиот договор, покачување на платите и пензиите, ветуваше економски развој. Реалноста граѓаните ја гледаат со празните фрижидери и празните джебови. Нема повисоки плати, нема 600 евра минимална плата, нема мерки за заштита на животниот стандард. Инвестициите се намалени за 60%, македонски работници се отпуштаат од работа. За 4000 е намален бројот на вработени во индустријата. Снемува пари во буџетот, а Мицковски создаде нов долг од 2,3 милиарди евра врз грбот на граѓаните, кој води кон финансиска неизвестност. Неговите дилетантски политики целосно потврлија. Коалицијата му се распаја, пратениците го напуштаат мнозинството разочарани. И кога нема резултати, кога нема пари и кога нема решение, нападни опозицијата и создавај тензии. Тоа е рецептот на Мицковски. Затоа, повторно ја почна старата кампања предавници и создавање вештачки конфликти со соседите. Други да му бидат виновни за неговиот неуспех. Но, граѓаните веќе ги прочитаа сите лаги на Мицковски. Го прочитаа човекот што клечеше и молеше за власт, ветувајќи укинување на Преспанскиот договор и враќање на името. Го прочитаа човекот што ветуваше економски бум, а донесе само долгови, сиромаштија и изолација. Лажниот патриотизам, неполни фрижидери и паричници, не носи повисоки плати, ниту подобар живот за граѓаните. Не отвара европски фондови и не носи иднина за младите. СДСМ е подготвена да ја врати државата на вистинскиот пат, во рацете на граѓаните. Доаѓа време на вистина, правда и одговорност. Ви благодарам.